Летни температури во пролет, вака ги оценуваат познавачите на состојбата на вообичаено топлите температури во мај. Од друга страна, најавите за дожд викендов може да предизвикаат проблеми во некои земјоделски гранки, вели Игор Ивановски, земјоделски експерт. Но неколку дена, а и според најавата и во наредната недела, особено утре во сабота, се најавува дестабилизирање на времето, што ќе доведе локално врнежи од дожд. Без разлика дали станува збор за поголеми количини на дожд или помали, овие врнежи на дожд пропратени со високи температури, односно сончеви периоди, овозможува да се јавува болест по културите, односно растенијата кои што се на отворено. Почнувајќи кај виновата лоза, овоштарството, па и кај полуделските култури. Но на терен, иако се во заштитени простори, односно во пластеници и оранжерии, веќе се приметува и појава на пламеница кај краставиците, бактериоза кај доматите, значи болести кои што се исто така опасни и можат брзо да го уништат растението, самото производство во гренарското производство. Ивановски советува земјоделците навремено да применат средства за да го заштитат родот. Почнувајќи од паролата дека во земјоделиево нема лечење, него има спречување за појава на болести и штетници и спречување за ширење на евентуално појава на болестите или штетниците, препорачувам задолжително земјоделскиот производител и во лозарството, и во овоштарството, па и кај другите култури, редовно во овој период, кога времето е релативно нестабилно, се јавува брзи промени на временските прилики, да врши редовна хемиска заштита со употреба на соодветни пестициди, односно фунгициди и инсектициди. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека утре не очекува променливо облачно и нестабилно време на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и појава на град.